Дистрикт цел през студио интервју на Зоран Иванов со Џабир Дерала. Дистрикт број 100, 100 емисии, 100 дистрикта, 100 личности, 100 интервјуа, многу прашања, безброј теми, уште повеќе одговори, толкувања, елаборации, анализи. Сето спакувано овде во ова видео простор на Цивил, во Цивил прес студио. Во изминатите 8-9 месеци, тука, на скромното столче, пред мене седнаа точно 100 личности од политиката, партиите, науката, културата, медицината, невладините, спортот, естрадата, жени, мажи, младинки, младинци, македонци, албанци, роми, срби, турци, бошњаци, бугари, египјани, хрвати, словенци и апатриди, и бипатриди, и овдешни странци. Дистрикт беше рефлексија на Цивил, на неговата дведецениска и мултикултурна, и мултиетничка, и мултиконфесионална, и граѓанска, и цивилна, и мирољубива, и космополитска доктрина. Џабир Дерала е столбот на таа и таквата политика на Цивил и на неговата информативна интернет платформа Цивил Медија. Лани во октомври во ова скромно студио стартуваа Дистрикт, интервјуа на Зоран Иванов. Првиот број беше со него, со ексклузивот Џабир Дерала. Еве по 9 месеци и по 99 изодени чекори, онака како што Дистрикт почна со Џабир, сметам дека е редно серијалот Дистрикт својата 100-та и последна епизода да ја реализира пак со него. Џабир Дерала, добре дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. Во првата епизода на Дистрикт, некаде во октомври минатата година, серијалот го почнавме со тебе, другар Џабир. Продолжуваме, односно завршуваме сега со 100-та емисија. И јас би сакал, за разлика од првата, кога повеќе зборувавме за Цивил, за организацијата, за работата на Цивил и така натаму, ова да биде едно лично интервју од Џабир за Џабир, односно Џабир за неговите погледи на ова наше секојдневие овде, во околината, во обкружувањето, во светот, на глобален план. Првото прашање ми е твојот оптимизам или песимизам, ќе не биде ли? Јас не би бил овде ако не сум оптимист. Се разбира, секогаш предпазлив, како што поминува времето и годините, се попредпазлив оптимист сум, но сепак, уште еднаш ќе кажам, не би бил овде ако не верувам дека ќе биде подобро и во светот, а се разбира и со нашата земја. Тоа мислам дека е дотолку позначајно да се каже, бидејќи еве и да не беа тие основи за оптимизам, немаше да дојдеме до 100-тото издание на Дистрикт, зашто искрено од срце честитам. Џабир Дерала е новинар и уредник, и колумнист, и аналитичар, и полемичар, и поет, и се, нели, и родител. Како што најмногу се препознава себе? Каде најкомотно се разбира, приватниот дел е приватен дел и особено ако се работи за семејството, тоа е нешто најважно во постоењето на еден човек, преку кој тој остава и трага и наследство и се разбира го дава свој печат во времето. Во работниот дел? Во работниот дел јас не можам да се определам сосема во таа низа од функции, можам само кога ќе почнам самиот да се набројувам или некој како ти денеска да набројуваш што се кои се вештини или работи сум ги работел. Само си кажувам, тоа се многу години во кои имам многу работа. Но секако, еве, ако може, ако морам да се определам, јас би сакал да се определам како новинар, бидејќи тоа најмногу сум работел во животот, иако јас можам да откријам дека никогаш не сум успеал да го остварам својот сон, а тоа е да бидам уметник, писател, мултимедијален автор. Имам само малку дела, само 5 поетски книги објавени,
нешто малку видео продукти, меѓу кои една едукативна документарна серија. Но сепак, јас сум најмногу новинар заради тоа што тоа и најмногу сум работил. Знам и јас, а и твоите најблиски соработници те препознаваат како многу работлив човек, но и кој се внесува во работата, кој сака дострели во прецизност, во јасност, во јасен израз и така натаму, но и многу емотивен во работата и во редовите што ги пишува. Пречат ли премногу емоции на оваа наша новинарска сурова професија? Се разбира дека да. Новинарството предпоставува изолираност или издигнување над емоциите и тоа секојаш бил мој проблем. И веројатно тоа не ме прави доволно добар новинар како што имам пред себе еден таков. Меѓутоа се обидувам да ги изолирам чувствата, бидејќи добро знам што изгледа, како треба да изгледа. Но чабир, новинарската публика па и сака да препозна емоција во текстовите. Колку да е и настаните и животот воопшто, случувањата, темите за кои пишуваш се така. Да, ма затоа тоа има една посебна рубрика Слободна зона, па ќе кликнеме таа во рубрицирањето и тогаш може да остане таму. Меѓутоа, ако зборуваме за анализи, ако зборуваме за новинарски текстови и жанрови, мислам дека многу ми е тешко, цел живот ми е многу тешко да ги тргнем емоциите од она што треба да биде чист новинар. Так, на некој начин и преку твоите текстови ти си и хроничар на ако можеме да го земеме реперот од 91 па навам, од осамостојувањето. Што беше тогаш добро, а лошо, што е сега лошо, а добро? Може ли вака блиц нешто на неколку сликички може да се каже дека најубавото нешто што да земеме од тогаш да ставиме овде? Тоа ми е поентата на најубавото нешто во тоа време беше дека нашата земја беше на самиот почеток, тоа беше едно многу убаво, романтично, наивно време во кое сите заедно учевме што е демократија, што е самостојност и би рекол на некој начин дури и премногу наивно, бидејќи еден дел од нас не гледа дека над поранешната федерација се надвисна многу тежок и црн облак на војната. Меѓутоа, баш во тоа време, на самото самостојање, малку пред тоа, можеа да се забележат и другите слабости кои до ден денес се влечат. Но тоа беше многу убаво, романтично време и на некој начин беше време во кое можеше баш со голо око што се вели да се види како се раѓа една земја, едно општество. Едно општество како што е македонско. Поминавме низ многу травматични периоди, тоа е дел од кога спомнав емоциите и текстовите и новинарството и јавноста, нели? Од тебе кон јавноста. Поминавме низ многу премрежија од едно општество на стариот систем, каде што национализмот беше или фрлен под тепих, под килим, или не му се придаваше значење, односно се придаваше многу значење да се зачува еден мир, една некоја. Поминавме потоа низ многу национални, би рекол и националистички премрежија, но се граѓанизирали Македонија конечно последниве 10 години. Тоа е она доброто што можам ли да констатирам дека национализмот е поразен или треба да се биде внимателен? Национализмот, како и сите други негативни појави во општеството, се теми кои треба секојдневно да се третираат. Ако малку попуштите, тогаш веднаш гледате дека сте направиле грешка и тие освојуваат. Бидејќи постојано, нели, целиот свет, целиот живот е борба меѓу доброто и злото, позитивното и негативното. Заради тоа ние мора да бидеме многу внимателни секој ден. И впрочем, јас ја гледам својата функција и како новинар, и како граѓански активист, и како автор, па и како обичен граѓанин, токму во тоа да внимавам да не надвладее негативното, злото, деструктивното. Целата твоја активност, еви преку Цивил, се сведува на борба, ќе ме поправиш ако грешам, но и јас и мислам дека јавноста така те доживува, како борец. Борец за што, Џабир Дерала?
Рече, јас сум дури и подолго време, отколку што сум во цивил, подолго време сум активист, член на Amnesty International, меѓународната организација, една од најважните во светот за човекови права и слободи. Така што јас би рекол дека тоа е мојот основен повик, основна појдовна точка, тоа е борбата за ложбата, застапувањето, промовирањето на човековите права и слободи. Впрочем, како еден од основачите на цивил, јас за тоа и се залагав, тоа да биде основниот мандат на цивил, иако низ годините, сепак 23 години не се малку, собравме и многу други мандати и многу други правци во кои се развивме како организација, но човековите права и слободи се првата и последната одредница каде што јас одам и од каде што доаѓам. Се мислев дали да отворам тема внатрешно политичка или прво да отидеме на оваа рускава агресија врз Украина, каде што исто така мислам дека преемотивно, нели сите, доживуваме страдањата на украинските граѓани, на украинскиот народ, но ајде прво за ова нашево поднебие, власт, опозиција, предвремени избори ќе биде, не ќе биде, треба, не треба и така натаму. Горе-доле се познати твоите ставови, но сакам овде во Дистрикт, во овој момент, нели, да перцепираме опозицијата, каква е таа, што и недостасува? Прво и основно, како сите политички партии, ако ги гледаме без оглед на тоа дали си на власт или опозиција, во Македонија се многу разнобојни. Значи, политичката палета, македонската политичка палета е многу разнобојна. Така и опозицијата. Опозицијата е многу разнобојна, пред се во неа има многу различни политички партии, но се разбира доминира најголемата. Јас спомнам опозицијата за да дојдам и до власта кога прашав што им недостасува. Така. Во ред ним пред се им недостасува јасна политичка концепција. Им недостасува јасен политички став. Да и во сето тоа отсуство од јасна определба, од обмислена борба за нивните вредности, впрочем, јас можам да кажам дека за жал на опозицијата и недостасува работа врз себе, изградување на вистински систем на вредности и им недостасува дефиниција поинаква од онаа што би можело да се каже дека сега важи за опозицијата. Тоа е сурова, обична, гола жед или борба за власт. А на власта? На власта и недостасува кохерентност, хомогеност, на власта и недостасува многу често исчекор од она што се нарекува политичка волја, таа е евидентна и навистина е за поздравување. Меѓутоа, во еден дел од многу сериозни сфери во живењето и во политиката им недостасува следниот чекор, а тоа е реализација. Тоа се разбира, се гледа и причините се гледаат, тие се и субјективни и објективни. Во субјективните се разбира, се работи за капацитетите, за верба во вредностите, за заложба, за трудолюбивост и така натаму. Се разбира и корупцијата секаде присутна и низ светот и во Македонија, така што тоа навистина е посебна тема, но ако се вратиме ваму, ќе видиме дека исто така им недостасува и политичка култура во парламентот, така што партиите кои се на власт во владеачката коалиција имаат толку тенко мнозинство што некојаш е пак од друга страна чудо како стигнале до ова ниво до кој е стигнал. Таа политичка култура се однесува и на едните, и на вторите, и на третите, и на петите. На сите. Идеологијата, Џабир. Дали Македонија станува општество без идеологија? Еве, крупните политички партии, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ од друга страна, не знам, Алијанса за албанците и така натаму, се изгубили таа матрица и нема за што да се фатат ниту партиите, ниту гласачите или? Не сум сосема сигурен во тоа дека таа констатација би била целосно точна, барем за еден дел од политичките партии, иако пак ако ги погледнеме светските автори, тие зборуваат дека и целиот свет е во едно постидеолошко доба.
Како и да е, назад во Македонија, мислам дека има, кога ќе кажете политичка волја, тоа сепак подразбира и некакви вредности и некакви идеолошки смерници. Ми го земавте терминот, кога спомнав идеологија, мислев на вредности. На вредности како 10 заповести или не знам како што има во Куранот, не знам во Библијата и така натаму, оние човечки вредности што луѓето очигледно веќе не ги препознаваат или грешат. Јас мислам дека да, има вредности зад кои стојат одредени политички партии. Ево сега да не правиме кои тоа се такви партии, меѓутоа има политички партии и структури, би рекол, и групации, тоа не мора да значи дека се само најголемите, кои стојат зад своите вредности и кои се залагаат. Нели, со сите фалинки кои го придружуваат еден балкански, па еве еден македонски политички менталитет, мислам дека има политички структури во земјата кои навистина искрено покажуваат искрена приврзаност кон одредени вредности. Тоа се вредностите поврзани со европските вредности, не со ЕУ, туку со европските вредности, со цивилизацијските вредности и јас би рекол многу важно и зелените вредности. Тие сите заедно имаат еден склоп од вредности кои зборуваат за човековото достоинство, човековите права и слободи, правдата, социјалната правда, еколошката правда и така. Со сета твоја лична борба и со сиот твој оптимизам, сепак на некој начин, ако вака пошироко се погледне во македонскиот хоризонт, што мислат граѓаните, па и многу анкети тоа го покажуваат, не се задоволни генерално, главно од однесувањето на политичарите на сите структури. Од тој аспект, алчноста доминира ли над идеологијата или над вредностите што сега ги спомна? Јас мислам дека тоа е добро прашање, но мислам дека тоа е сепак инциденција. Односно, инциденцијата на алчноста, на коруптивното однесување, на криминалното однесување, не е кренато во моментов, не е кренато на ниво на систем. Како што знаете, ние имавме еден клептократски режим во кој крадењето, грабежот беше добро организирано, озаконето заради големото мнозинство во парламентот и при тоа се знаеше кој краде и кој краде, за кого краде и кој не смее да краде. Но рецидиви се уште се влечат, веројатно. Ние се уште имаме тендери на што забележува јавноста. Во 4 очи, не знам, договори вакви и онакви, може да се најчесни, но сомнешот останува. Јас мислам дека корупцијата е зло кое е извор на сите други зла и дека тоа е длабоко вкоренето и тука мислам дека единствено секојдневна многу сериозна комплексна битка на сите нивоа, почнувајќи од индивидуалните, завршувајќи со институционалните нивоа, мора да се води без компромис и без престан, Добро, располага ли Џабир Македонија со кадровски потенцијал? Не. Има ли човечки ресурси за овие битки? Не. Ако е одговорот не, тогаш кој е оптимизмот на Џабир Дерала? Да, добро прашање. Нема доволно, јас би рекол, кој ќе погледнете целата слика, како и да нема, но од друга страна капацитетите се градат. Тоа е многу важно, да се знае дека кога вие нешто немате, треба да тргнете и да го создадете или да го преземете. Капацитети интелектуални Македонија поседува многу, меѓутоа веднаш ќе кажам, многу е разочарувачки тоа што младите генерации, без оглед на тоа во каква материјална положба се наоѓаат, се повеќе гледаат кон западот. На почеток констатирав дека јавноста те доживува како голем борец. Од тој аспект и овој дефетизам сега што го изнесуваш, дали има кај Џабир внатрешна битка на она што го гледа, а на тоа што треба да се направи и се чувствуваш ли како, не знам, некаков индивидуалец, некаков Робин Худ, дека сам ова или ова без Санчо Панса или Дон Кихот нешто прави, или веруваш сепак во тимови, во центри, во млади генерации кои можат нешто да променат околу ова корупцијата главно, нели, како
многу искрено, од се срце ќе го кажам ова, се она што јас сум како човек во јавноста, можам да го благодарам на тимовите на Цивил. Јас без Цивил би бил нешто сосема поинако и секако не би имал волкава важност за да можам да дојдам во едно интервју со Зоран Иванов. Затоа и Цивил е тој што мене ме храни и се разбира моите колешки и колеги од еден понов проект со понов датум, мој приватен проект Frontline, меѓутоа јас како индивидуа не би бил далеку ова што сум сега и се обидувам и јас со мојата енергија, со моите познавања и вештини да возвратам и да дадам и на моите колешки и колеги. Ке се вратиме сепак, нема да го игнорираме Цивил во ова интервју. Украина, преокупација и на Цивил и на Џабир Дерала, руската агресија, кога зборувам за емотивниот Дерала, малку повеќе ви измести од колосек, судејќи според она што јас го читам од активноста новинарска на Дерала и уредничка во секој случај. Тажно е тоа што се случува. Како функционира Frontline, Цивил медија и Џабир Дерала во овие воени околности? Ќе почнам од себе. Јас никогаш не сум се срамел од тоа да кажам дека мене може да ми потечат солзи и да плачам. Се разбира тоа, гледам да не го направам во друштво со било кого, меѓутоа сториите, можам да се сетам на една кратка колумна што ја напишав за едно девојче што умрело после 6 дена под урнатините на бомбардираното живеалиште каде што живеела, незината мајка умрела пред тоа и сега девојчето не умрело од рани некои повреди, туку умрело од дехидрација. И тоа ме натера да читам, да прочитам за дехидрацијата. И тоа што му го прави дехидрацијата на човекот е едно навистина многу брутално искуство. Многу е тешко да се умре од жед. И кога помислив на тоа дека тоа девојче со тие неколку годинки, 6 години мислам дека беше, умрело од дехидрација покрај својата мајка која претходно умрела можеби од повреда, сама во студот, бидејќи уште беше студено. И морам да кажам дека тоа беше тешко, многу тешко човечко внатрешно искуство. Меѓутоа, нешто во секој човек има што го тера да оди напред и да ги победи и тагата, и страдањето, и болката, и да гледа напред кон посветла иднина. Така што мислам дека сум обкружен со такви луѓе. И заради тоа можеби ни дава многу, не импрегнира емотивно, можеби на моменти и не прави дефокусирани на моменти, сепак само на моменти би рекол, но од друга страна јас мислам дека во организацијата во која работам, во редакциите во кои соработувам и работам, и каде што сум и главен уредник во еден дел од нив, има многу силни луѓе. Да, силни индивидуи јас сум сведок делот тимот на Цивил и беше овде во ова студио, нели, на интервјуа. Како велат, далеку од очите, далеку од срцето. Имаше разни несреќи, разни војни по светот во оваа генерација што ние ја живееме после Втората светска војна, и конфликти поголеми, помали, југословенските страдања и така натаму. Но еве во Европа дојде војната, не се очекуваше многу, беше малку изненадување и покрај сите најави. Дали сите ние и аналитичарите, и новинарите, и политичарите замижувавме за некои состојби или ова букна така ненадејно? Што се случи со агресијата? Сите се согласуваме во едно дека во ова време, во Европа или било каде во светот, на една суверена земја, ниту една друга сила нема право со тенкови или со еден војник, макар вооружен, како агресор да ја помине границата, но тоа се случи масово.
Да, го видовме тоа во 90-тите години со распадот на Југословенската федерација, со трагичниот распад, со ужасно крвавиот распад кој до ден денеска остава своји последици. Гледаме дека неколку земји во регионот се тешко погодени од тоа, ќе кажам и кои две, но не и другите не се помалку жртви на тоа таквиот распад. Босна и Херцеговина е во многу тешка состојба, Косово е се уште со огромен број предизвици, поделено и така натаму. Србија е авторитарна земја. Така што може да се каже дека Македонија сепак останува најдобриот пример, најдобрата, најуспешната приказна, која успеа да се издигне и над едни тешки последици од режимот, што го имавме до 2016 година. Ако отидеме на украинската војна, таа започна од 2014 година, и од тогаш се знаеше кои се апетитите на Путин. Во 2014 година беа освоени 7,2% од територијата на таа независна, суверена Украина. Сега во моментов Русија окупира 20%. Значи, со сета таа своја воена машинерија и толку милиони тони експлозиви што ги изфрли врз украинските полиња, градови, села и цивили, пред се најтрагичниот дел, таа успеа да освои неполни 13% дополнителна територија, се разбира со многу крв и на своја сметка, исто така, меѓутоа Путин очигледно не го засегнува освои, тие ќе жртви. видиме разврската историска каква ќе биде на крај. Имено, јас би сакал да кажам дека сериозниот проблем го гледам во европските институции, во институциите на Европската Унија, и исто така гледам голем проблем во корупцијата во еден дел од државите, каде што многу високи политичари, од кои не би очекувал дека биле корумпирани од рускиот систем, биле всушност замижувале на едното Европа е позната по корупција. Имавме примери, цели премиери од австријскиот последен, па хрватскиот, па пред тоа не знам, и германскиот кој бил во Газпром и така натаму, така што јас мислам дека една од причините зошто ова дојде некако од ненадеж за пошироката европска јавност е токму таа корумпирана политичка бриселска фела. Понатаму исто така мораме да имаме предвид дека луѓето не сакаат да ги гледаат и затвараат очи пред реалноста. Тоа е човечки, многу човечки вие да трепнете и замижите пред опасност која доаѓа кон вас, и понатаму исто така еден голем комплимент мора да им се даде на експертите за пропаганда во Кремљ, кои маестрално ја користат до тоа прашање. Тоа е една од специјалностите и преокупациите и на цивил и на Џабир Дерала, но пред тоа сакам да прашам, ова наше сега македонско актуелно општество наспроти руската агресија врз Украина. Ке погрешам можеби, но барам толкување, имам чувство дека премногу навивачи на ова што се случува на страната на агресорот. Или да, и за тоа има причина. Има причина за тоа. Јас мислам дека пропагандата си го направи своето. Прво и основно имавме еден режим кој 11 години ја оставаше Македонија како натацна за разни влијанија, пред се кои доаѓа од авторитарни режими, не само од Русија, меѓутоа најдоминантно, но и од други режими авторитарни, знаеме кои се. Впрочем, поранешниот премиер е и во една од тие земји, која е меѓу другото и членка на Европската Унија. Не треба тоа да се ниту да се премолчи. Словенија за времето на Јанша и Полска сега во некои сегменти и така натаму не е имуна Европската Унија од недемократија. Не е ни оддалеку имуна, и тоа јас би го нарекол дека е само еден континуитет на европската прилично турбулентна политичка реалност. Вие спомнате, демократијата е борба дневна, тоа... Имено. Тоа е неизвестноста, се разбира,
е опасност, е нешто што на луѓето им предизвикува несигурност. Меѓутоа, од друга страна, тоа е и убавината на Европа, бидејќи таа е постојано динамична. И ајде војната и пропагандата, ова е веќе во поново време, нели, и преокупација и на цивил и на Џабир Дерала. Кај се тие, каде ги лоцира цивил и Џабир тие клучни, како да речам, фабрики ботовски на руската пропаганда? Руската пропаганда е навистина комплексна, многу е успешна, таа влече корени од време, уште од времето на Ленин, не е чисто руска направија, што би рекли, не е чисто руски изум, меѓутоа е усовршена до навистина многу големи овакво постигнувања, е нешто што е воена доктрина во исто време и се нарекува маскировка. Потемкиновите села се исто дел од таа маскировка, ако ја знаат гледачите. Тогаш се лажеле самите себе внатре. Така, имено пропагандата која била генерирана во Кремљ, се разбира дека била насочена и кон натре и кон надвор. Тоа е една огромна федерација која уште во времето на Советскиот сојуз морала да контролира огромен број не само луѓе, туку и многу интереси, многу култури кои биле. Така, ние дојдовме до темата. Сега Џабир Дерала е, како велатона, добар, нема да речам доктор, но добар лекар за медиумска писменост, за разобличување на било какви пропагандни кампања и цивил генерално и тимот на цивил. Што е актуелно сега? Низ кои овие алатки цивил остварува? Значи, таа медиумска писменост на ова наше мало население овде на ова наша држава. Ако ова на некој начин се надоврзува и на претходното прашање, се работи за тоа дека ние работиме на откривање не само на вистинските информации, туку на разоткривање на дезинформациите. Секогаш кога гледате една дезинформација, не треба само да гледате која е вистинската информација и кажете ова не е точно, бидејќи ова е точно. Во нашиот случај или во мојот случај јас гледам и од кои се генераторите, кои стои за тоа и која е целта. И исто така кои луѓе се или кои структури се афектирани. Да имате еден голем број луѓе кои се всушност корисни идиоти. Корисни идиоти е израз на Владимир Илич Ленин најверојатно, може би е друг, меѓутоа најчесто му се припишува и кога ќе го напишам зборот корисни идиоти го ставам во наводници не за тоа што сакам некого да навредам, туку затоа што тоа е изразот на Ленин кој го употребил за американските интелектуалци кои паднале под руско влијание. И тој ги нарекувал корисни идиоти, бидејќи тие бесплатно, без и да знаат, представувале возила за одредена пропагандна порака која сакал Ленин и неговиот тим да ја промовира на Запад. Потоа Сталин тоа повеќе преку логори го решавал, нели? И да, потоа Сталин го... за традицијата, да. Да, токму така. Меѓутоа, кога ќе кажам корисни идиоти, значи дека тоа е огромниот број луѓе. Еден помал број луѓе се платени за тоа. И знаеме за тоа, постојат тие бот фабрики, ботовски центри, помали, поголеми, подруми ги нарекуваме ние понекогаш, да, или визби. И тие луѓе се, за жал, малку се платени за тоа што го прават во смисла на морал. Цивил има еден симпатичен наслов на тој серијал за борба против пропагандата, за димната завеса. Секоја чест на авторот на тој наслов, на таа порака, бидејќи самиот наслов многу кажува. Што содржи всушност оваа активност, ќе ја наречем? Значи, тоа го правиме ние подолго време, подолго од една деценија, би рекол, работиме на разоткривање на лажните вести или дезинформациите, попрецизно пропагандата, митовите, односно теориите на заговорот. И во овој формат ние продолжуваме горе-долу да ги правиме стварите што најдобро ги знаеме, а тоа е да ја откриеме вистината,
да ја разобличиме невистината, односно дезинформацијата и да ја анализираме. Зошто, каде таа пука, за да може некој што го чита тоа што ние го пишуваме или го зборуваме пред камера, да може да очекува да изгради превентивни системи. Прво лични за себе, меѓутоа исто така ако е на одговорна функција превентивни системи. Може ли да констатирам дека и Џабир Дерала и тимот на Цивил практично сте на еден отворен фронт во битка против тие лажни вести, пропаганди и така натаму, и дека навлекувате па и многу непријатели кога сте на отворен фронт. Како тоа го преживува тимот, како Џабир се игнорира, се одговара, се врегува во... Ако се има предвид дека на украинските боишта загинаа неколку десетици новинари и некои од нив со навистина ужасна смрт. Секојдневните закани со убиство и секојдневните закани и навреди кои доаѓаат од мал број луѓе кои тоа го прават синхронизирано и под команда. Еден дел од нив сме запознале, па се извиниле и кажале дека не го мислат тоа, туку да го прават за пари. Тоа навистина не е голем проблем. Непријатно е, многу е непријатно да знаете дека кога ќе го отворите месенџерот ќе добиете десетина пораки. Прашањето ми е дали тоа демотивира или напротив битката продолжува. На времето не мотивираше да бидеме уште пожестоки, уште повеќе да веруваме во тоа што го правиме, меѓутоа откако откривме кој се стои за тоа, сега веќе не е ни посебен мотив. Не е ни посебен мотив, туку го сметаме само како дел од работата, така што. Добро, лажните вести и медиумската писменост, има ли лек за тоа генерално или постојана битка ќе биде? Постојана битка ќе биде, меѓутоа не значи дека таа битка ќе биде изгубена. Значи, јас сум убеден дека општеството, глобално зборувано, општеството во еден момент ќе дојде до една повисока цивилизацијска свест и ќе ги надмине овие состојби во кои дезинформациите се алатка на војната, дезинформациите се алатка на доминацијата или пак стратегијата се наштети некому. Или воопшто на домашен терен, на политички партии и така натаму. Исто, и за нив јас верувам дека во еден момент, може би нема да бидеме живи во тоа време, меѓутоа во еден момент некоја идна генерација ќе одлучи, ќе седне и ќе рече ајде доста веќе со ова да видиме нешто колку што следам или колку што допира до мене и технологијата ќе си го направи своето. Веројатно разни софтвери се подготвуваат за побрзо откривање на дезинформација и така натаму некој. Јас не сум толку оптимист во тој поглед, заради тоа што нели секогаш полицијата прави многу начини, гради многу методологии како да ги фати крадците, сите што прават прави. Чекор се имено, сите што прават брави, прават се посовршени брави, меѓутоа мангупите. Ќе карикирам до крај Том и Џери системот толку, но околу улогата на новинарството и на медиумите. Зборувам за класичните медиуми, мејнстрим медиумите, ови национални телевизии како највлијателни и така натаму. Колку се тие, што цени Дерала, оспособени, бидејќи публиката се уште од нив очекува да бидат најобјективни, да не лажат и да не крадат, што се вели. Ова прашањето ми е низ призмата на новите технологии, на новите медиуми, на порталите информативни, вклучително и на твојот фронтлайн. Значи, се работи за една ситуација во која традиционалните медиуми во онаа смисла под која се подразбираат традиционални медиуми пред 10 години веќе не постојат. Сега традиционален медиум е интернет порталот исто така. Јас мислам дека интернетот ќе го направи своето и дека оние баш малите екрани полека го губат своето значење. Веќе мене дома тој мал екран е всушност монитор на кој јас ги следам апликациите како што се Netflix или други апликации. Прашањето беше малку и за колегите во сепак се уште влијателни, па и порталите. Каде е македонското новинарство наспроти ова лагата и лажните информации, лажните вести, кампањата, пропагандата, а сето тоа наспроти по очекувањата на нас консументите? За жал во
глобала гледано, ние немаме многу квалитетни медиуми, имаме многу малку пари за да можеме навистина квалитетно да работиме, јас не се исклучувам од тоа. Но трагично е тоа што огромен број медиуми, вклучително и на тие традиционални, да ги наречеме големи медиуми, макар што не се големи, се продаваат. Не се големи по производот, да, големи се како конгломерати. Големи се како конгломерати, големи се како бизниси, меѓутоа, за жал тие не се придржуваат до тоа што значи вистинско медиумско. Не играат улогата што треба да играат, како толку моќни колективи. За жал не. И бизнис центри сепак располагаат со потенцијал технолошки, кадровски, финансиски и така натаму. Во таа смисла. За жал не. Еден дел од нив поголемиот дел од нив се ставаат во служба на комерцијалните интереси на газдите, а се разбира поголем дел од нив и во служба на политичките партии, односно на газдите кои се зад нив официјално, неофицијално, а кои се воедно и политичари, и големи бизнисмени, и големи собственици на медиуми. Сега на крај... Така што јасна е борбата. Така, за крај на најпосакуваниот, или може погрешна ми е констатација и впечатокот терен на Џабир Дерала, тоа е мултикултурализмот. Би рекол во некое време братство, единство. Верувате уште неисцрпно во таа идеја? Апсолутно, јас во оваа смисла, без да должам многу, би сакал само да парафразирам еден од граѓаните кои беа интервјуирани, односно анкетирани од колегата Дехран, ми се чини, или не знам кој точно го водеше тоа. Пред некој ден во некој од градовите, тето гостивар ли беше Куманово, не знам, кој констатираше дека мултикултурализмот, почитувањето на различностите, почитувањето на другата етничка или верска заедница е тука, потенцијалот е тука, дека голем број луѓе се почитуваат меѓу себе, меѓутоа дека целата работа ја расипуваат политичарите. И не беше единствен овој одговор, во една или во друга форма сме го слушнале од многу краишта низ земјата, и во Штип, и во Кочани, и во кадровскиот потенцијал внатре во политичките партии. Може ли да се најде, да се согледа перспектива некоја? Има дел од политичките партии кои се продемократски, прозападни, проевропски. Мислам дека тие во себе имаат и многу силна политичка волја да изградат вистинско мултикултурно општество. Тоа го гледаме и од начинот на кој се формираат различни владини или институционални тела. И тука гледам дека навистина има шанси Македонија да стане навистина една вистинска европска мултикултурална средина во која луѓето меѓусебно се почитуваат заради тоа што се различни, а не заради тоа што се исти. На таа линија и цивил останува веројатно на фронтот, но Џабир Дерала, амбиции лични натаму, каде натаму? Имам две амбиции во професионалниот дел. Едната е она што се однесува до уметноста. Се надевам дека во наредниот период ќе издадам најмалку една творба уметничка, мултимедијална поможност, меѓутоа секако ќе биде опечатена форма една книга, да не откривам сега што. Понатаму имам во истиот домен имам желба да ги завршам прозните дела кои ги имам започнато. А во професионалниот дел, ексклузивно, со сета чест во дистрикт, на собранието на цивил кој ќе се одржи деновиве, сакам да предложам една програма за формирање на ново тело, организацијско во цивил, кој ќе биде во првиот период истражувачки центар, а во вториот период во понатамошниот развој би требало да прерасне во институт за постдипломски студии, кој ќе се однесува првенствено ќе се однесува на хибридните закани, војната,
безбедноста и други сродни Во области, да Македонија, не ги претпоставам, откријам ќе биде сите. уникатен Ќе биде центар. уникатен центар, меѓутоа нема да биде единствен кој се занимава со тоа. Еве јас можам да кажам дека такви организации има веќе во Македонија. Ние се занимаваме како организација со овие прашања, меѓутоа сакам да ги собереме и да ги институционализираме тие капацитети што и вештини, знаење, што институционална меморија која има Цивил и да ги официализираме во еден центар, а потоа и во институт. Ќе ги замолам гледачите на Дистрикт да ве држат за збор за тие првите две, како се вели она, уметнички пориви, да се епилогот да го видиме сепак, нели, да се конкретизира. Дистрикт... Чекам прво да победи Украина, а потоа ќе правам промоции. Така. Дистрикт, Цивил пред студио, Џабир Дерала, ви благодарам. Благодарам јас, ми беше голема чест. Му благодарам и на несебичниот тим на Цивил за помошта, поддршката, кооперативноста. Им благодарам на Дијана, на Билјана, на Сонја, на Горан, на Аријан, на Дехран, на Атанас, на Драган. Им благодарам и на Мартина и на Јане. И повторно на гуруто на Цивил, на најголемиот, на најпосветениот, на најработливиот, на ендемскиот демократ, што ова поднебје го има, на другарот Џабир Дерала, кој ја имаше смелоста без поговори, без било какво уредничко влијание, да ми го дозволи просторот на Цивил прес студио и на интернет платформата Цивил Медија, каде што еве легна последното 100-то издание на Дистрикт. Натаму